Беше тоа на 29. август 1885 кога Готлиб Дајмлер го патентираше првиот моторцикл. Беше тоа на 29. август 1994 кога Република Македонија и Република Унгарија воспоставија дипломатски односи на ниво на амбасади. Беше тоа на 29. август 1994 кога Саудиска Арабија ја призна Република Македонија. Беше тоа на 29. август 1996 ден по православниот христијански празник Успение на Пресвета Богородица, кога во црквата Света Богородица кај Берово од громовите кои се појавија од ведро небо и кои удрија среде празничната трпеза на насобрани 10 до 15.000 луѓе, загинаа 9 лица, а 40 се повредени. Тогаш, наместо на 28. август, кога се паѓа празникот Успение на Пресвета Богородица, било решено одбележувањето да се одржи утредента, на 29. август, со цел да биде во мрсен ден и на трпезата да се подготвува мрсно јадење. Многумина веруваат дека тоа било повод за громовите од ведро небо. На 29. август 2008 година, кај местото Скребатно во непосредна близина на Охрид се урна авионот типот Цесна 172. Во трагедијата во која според очевидци авионот удрил во земјата под прав агол, загинаа 4 лица. Тие натаму објаснуваат дека Цесната удрила во автомобил застава 750 во која имало 13 годишно девојче кое било полесно повредено. На 29. август 1920 година во Велес е роден македонскиот писател Јордан Леов. Студирал право на Универзитетот во Белград, а студиите ги завршил во Софија. За време на окупацијата на Македонија неколку пати бил затворен од бугарската власт и протеран во Бугарија. Учествувал во народно-ослободителната борба. По ослободувањето на Македонија работел како заменик на јавниот правобранител, а исто така бил уредник на Нова Македонија, Културен живот и други весници и списанија. Бил член на Друштвото на писателите на Македонија од 1952. Леов е автор на првиот македонски хумористичен роман Побратими, во кој дава интересна слика на Велешката чаршија. На 29. август 1882 година во Велес умре Јордан Хаджи Константинов Джинот, македонски преродбеник, еден од најпродуктивните културни работници од 19. век. Поет, учител, метеоролог, филозоф, етнолог, новинар, собирач на старини и борец против фанариотското движење. Познати негови дела се Таблица Перваја, Плач на Скопското училиште многу трудно е, Аврора, Труд ми е името, Минерва и деветте музи, Разговор или вистински човек, Училишта и учење и други. Јордан Хаджи Константинов Джинот е роден во Велес во 1820 година.